Почитувани гледачи, се враќаме повторно во студиото на К3 телевизија и продолжуваме со вториот дел од утринското издание Нов ден. Како што ни е и редот и вообичаено, во вториот дел имаме гости, а денеска тие гости ни се почнуваме со ред. Актерите од театарот од Куманово, нивниот режисер, почнуваме со него, бидејќи тој ни и беше гостин во нашата телевизија, веќе ни е познат и на нас и на вас, тоа е Мирослав Петковиќ, режисер на представата Идиоти. Така е. Младата дама е Александра Михајловска и Марко Трајковиќ. Тоа се актерите од представата Идиоти. Добро утро на сите. Добро утро. Јас се надевам дека не ви беше тешко да станете ова утро. Ма не. Што мене викнавте во првиот дел. Ето, грешив. Навистина ќе ја поправиме грешката за следното гостување. Нема проблем. Нашата тема, поточно она за што сакам да поразговараме денеска, е завршените денови на комедија, фестивалот Денови на комедија во Куманово, кој традиционално веќе се одржува 18-та година поред. И тоа се убави денови кои што јас постојано го потенцирам, а многу ретко може да се видат толку многу луѓе на едно место, сите насмеени, сите расположени. Што наистина е доживување и за сите нас и за публика, да се разбере и за вас како актери. Ајде да ми кажете вашите импресии, да почнеме од младата дама, нели, да им дадеме предност на дамите, вашите импресии воопшто од деновите на комедијата. Денови на комедија во Куманово е вистински настан. Навистина стварно е убаво да ги видиш сите тие луѓе кои што одат во театари, кои што едва и чекаат да купат карта за некоја представа за која што слушнале дека е добра, и преполно е со луѓе. Убаво е и да се игра на Денови на комедија, за мене беше големо задоволство, дури имав и трема затоа што прв пат играв на Денови на комедија, затоа што е преполна сала, затоа што беше распродадено, затоа што се очекува од кумановската представа Сепак наша да биде представа се репрезентативна, очекува. да. И беше навистина убаво. Марко? За Денови на комедија, тоа кај нас, јас сметам дека е културолошки феномен. Значи, Сашко убаво кажа, значи, тоа се деновите кога ќе ги видиш сите тие луѓе кои сакаат да одат во театар, иако преку целата година не доаѓаат во театарот. Ама кога се случува Денови на комедија, нешто им се случува на кумановската публика и тие сите трчаат унапред 2 недели и купуваат карти, тоа е чудо. Значи, таков ентузијазам да имаме преку цела година. Ние во театарот би биле благодарни неверојатно многу. Би правеле представи вака. Представа по представа. Само да се доаѓаат луѓе. Ама добро, еве сега ние оваа година баш бевме зафатени со правењето на нашата домашна кумановска представа. Немавме прилика да следиме многу од представите. Така. Али сепак тука сме во тој круг, ги слушавме моветите за представите, кои биле добри, кои лоши, кои зашто им се допаѓале на луѓето и така. Мирослав? Да ве слушаме и вас. Да. И како актер и како режисер. Така, јас би се само надоврзал на мојавето дека навистина Денови на комедија е еден културен настан во Куманово на кој нема потребен посебен маркетинг. Само се кажува дека почнуваат, дека ќе започнат и тие се распродаваат во наредните 5-6 дена. Публиката беше во голем број и нај впечатливо за мене беше што после секоја представа се гледав со колегите и највеќе им се допаѓаше публиката, највеќе беа изненадени од публиката, да. Од посетеноста. Да. Интересно е што во публиката комедија како жанр воопшто е таков тип на жанр што може да го гледаат значи, од 7 до 77. Не треба и не може да се ограничи, да кажеме, одредена публика, или женска, или машка, или постара, или сериозна. Овој тип на представи, значи, посетеност има од сите генерации. Што е многу убаво и што е нешто што е многу ретко на нашиве простори да се случува. Кажете ми за вашата представа, мислам дека понеделник и вторник повторна игра? Да? Втори и трети. 2 и 3 ноември сега, кои денови се падаат? 2 и 3, па 2 и 3 понеделник и вторник. Први во недела, 2 и 3 понеделник и вторник. Се игра сега понеделник и вторник. И кануваме кумановчани кои нема прилика да погледнат, нека дојдат. Мислам дека ќе уживаат. Так. Посебно со Боби Леш и со Афри Марифи.
Со ликот на Марко. А како е името? А колку ликови имате во представата? Ајде сега за представата да не... Оригинално Кој? по текст имав еден лик. Добро. Но тука сум Мирослав по 2-3 консултации. Ние одлучивме дека треба да имам два лика. Значи еден лик да го поделиме на два, да зголемиме малку на комичност. Ние представата не ни е на литературен македонски јазик, освен главниот лик Виктор, тој зборува македонски литература. Добро. Ние другите сите зборуваме на некој си дијалект. Пример, еден од ликите ми е посебно близок, тој си зборува на кумановски. Нели на мојот домаш, како да го кажам, Мајчин дијалект. Мајчин дијалект. Мајчин дијалект. И другиот лик ми се вика Афри Марифи и тој исто зборува на мојот домашен. Дали може една реплика да слушнеме сега од Афри Мари? Би сакале да го почувствуваме моментот од Само представата. да се скрива. Може, како не. О, стабилизуар. Значи, се во ред, тука сум те ставувал минус. Исто е, значи, опасно беше малку да се прави ваква улога, посебно во нашата средина, но сите супер ја прифатија, да ви кажам право. Публиката посебно. Во прашање е комедија, во прашање е комично, значи никој со никого не сака Никој да никого подценува, не не навредува. навредува, значи тука сме сите заедно, да се Да. сплотиме, да се насмееме и да расположени да си заминеме од театарот, без некое убиство, обид за убиство и така. Без тоа помина. И да се случило нешто во прашање е комичност, во име на комичност се случило, да кажеме, некој обид. Ке трпам. Се разбира. Александра, рековте пред малку дека ова ви е прв пат На денови на комедија, да. на денови на да чувствувате, учествувате на денови на комедија. А какво е вашето искуство? Јас од јануари оваа година, значи сум работена во театар Куманово, така да уште сум нова на репертоарот, моментално играм во 3 представи, Идиоти ми е трета и многу ми е убаво. Убаво бев прифатена од сите колеги помлади и постари. Повозрастни. Повозрастни, да, Е, и многу помлада ви имаш. кој е помлад? Ја. Ти. Добро, значи од сите. Така. Така да убаво ми е во театар Куманово, драго ми е што сум работена дома, нели, во театарот во кој што На домашен терен. да. Израснав и така, не знам, Идиоти, како што кажав, ми е трета представа, прв пат одев на денови на комедија и така ми беше баш вистинско Која доживување. представа поред вие, Идиоти? Што имате играно пред Идиоти? Зад кулисите на Билјана Радиновска, која што оди исто на репертоарот, и Пинокио, детската представа која што направив, на која што исто така оди на репертоарот, игра утре во 12:30, така да сите родители кои што не ги довеле децата можат да дојдат утре. Таму играм Пинокио и Идиоти. Ова е од овој жанр прв пат играте, така, комедија. Марко? А, не ми е прв пат да играм комедија. Да? Да, јас инаку многу сакав да играм комедии, кога се запишав на факултетот за драмски уметности. И отидов, значи, со таа замисла. Јас кога ќе дипломирам, ќе играм само комедии. И јас кога дипломирав, играв само драми. И ова ми е прва комедија. Значи, сите како одине, што сакаш ти да играш комедија? А, ти у драми ќе играш нешто посериозно, дечко, тебе да те средиме, после ќе те печеме за комедии. И така да ова ми е прва комедија во последните, колку? 2-3 години. А во што имате играно пред тоа? Во Во што кои имам представи? играно? Да. Предходно во Во се. Кумановски театар играм во сите представи последниве 3,5 години. Значи, сепак комедијата е онаа што сакате да го работите. Ја нели? дочека. Па не, си ја дочекав, значи, да, има, значи, убавина и во драмата и во се тоа, значи, ама по 5-6 драми веќе ти станува онака дај жив ти се да се развеселиме малку, да дигне нешто атмосфера и да, мислам дека комедија дојде како кес на 10. Јас многу се израдував кога Мирослав ме покани да играм. Да. И мислам дека супер соработував, нели? Јас мислам. Ајде Мирослав сега тој дел да ни го кажете како режисер. Како изгледаше соработката со овие луѓе? Воопшто целата представа. Не, навистина, Како покрај шегувањето на Марко, соработката беше на високо ниво? па, да, на високо ниво, ама најмногу се изненадив што во сите процеси до сега што сум бил и како режисер, што имам еден претходно и како актер,
Ова ми е процес кој ми помина буквално без ниту еден проблем, без ниту еден конфликт со некој од екипата. Тотално беа сите конструктивни. Знаеа дека мораме да ја направиме представата за 20 и некој ден. Ние успеавме да ја направиме за 20. Дури ни останаа 2-3 дена повеќе на крај. Добро. Така да, навистина сум задоволен и многу сум им благодарен на сите, и на актерскиот ансамбл, и на техниката, што се завршија многу професионално и многу брзо. Посебно што се однесува до сценографија и правење на сценографија. Ние имавме сценографија веќе во втората недела. Така што... Дали имавте некој проблем кој провуваше цело време низ организацијата? Дали имавте некои работи кои малку потешко ги решите? Зборуваме за сценографија, технички дел, ајде што заклучивме со актерскиот тим, немало проблеми, значи се било на свое место. Па, според мене најтешко беше кога тргнав со овој концепт со спојување на три едночинки, најкомплицирано ми беше и најтешко правење на таа драматуршка структура на целиот текст. Сето тоа да изгледа како едно, а да не изгледа како три парчиња кои се залепени во едно. Така да тоа беше еден доста голем проблем кој секогаш после 2-3 проби се навраќавме повторно за да видиме дали можеме поинаку да ги поврземе тие парчиња со 20 драматурзи, нормално со актерите. И мислам дека на крај добивме добар резултат и успеавме во тоа. Така. Добро, ајде тука да направиме една мала пауза, да слушнеме некоја убава музика што ќе ни пуштат од колегите, а после тоа продолжуваме повторно со разговорот. Продолжуваме со разговорот во студиото, а моите денешни гости се режисерот и актерите од нашата представа Идиоти. Би сакала Марко да го прашам. Марко, што беше најтешко? Што беше најтешко? Да. Нешто што, па добро, најтешко. Нешто што ти беше најкомплицирано, нешто што требаше да го повторуваш неколку пати, момент, реплика, контакт, било што некој дел од представата кој знам дека си уживал во комедијата, тоа ни го кажа, значи сете било интересно и лесно за изведба, но сепак веројатно постои нешто што за мене лично најтешко беше фиксирање на текст. А тоа што значи да им преведеме на гледачите? Тоа значи да се држиш до еден текст кој ти е зададен и кој што си го научил, за да не го изненадуваш партнерот на сцена. Добро. Ама ние затоа што ова беше малку така, не беше класичен процес, ние имавме многу голема слобода околу текстот, значи можеш да збориш што сакаш, се додека е во темата. Значи да се држиш до темата. Така. И тука некои денови кога имав повеќе инспирација, малку повеќе импровизирав на сцената и од некои од тие работи задржав, што е супер. Многу тие работи задржав. Па да, целата улога е направена. Импровизација. Од импровизација и мислам дека да не беше тоа, да фиксиравме еден текст, Мирослав да беше еден од тие режисери кои се држеше исклучиво значи, до до текстот. запирка, до точка, мислам дека немаше да добиеме ваков производ како што добивме. Имавме ни беше дадено преголема слобода од страна на Мирослав и ние гледавме да ја искористиме до максимум. Импровизатор на сцена, господине режисер. Како ви изгледа тоа? Гледам дека се смеете цело Да, време, се подсетувате како било. Просто се подсетувам на некои проби како беа, пошто пробувавме посебно ликот на Марко, кој сега на крај се вика Африма Рифија, а претходно се викаше Немаше име. секако, ама и додека да го направиме, Марко имаше толку добри импровизации, така да понекогаш по сат време самиот си само пробуваше, си цела екипа го гледаше и се смееше. Подоцна имавме проблем што тоа треба да оди, што тоа не треба да оди, па кога ќе му кажеш ајде повтори уште еднаш. Не знаеше да повтори. Не може да се Не може да е повтори. момент. И Добро. значи ќе ти кажат на утрешната проба, зошто не го правиш ова од вчера? Кој? Кажи, си знаеш што си правил, добро? Наредниот ден, пред 2 дена го направи ова вака, зошто сега не го правиш? Кој сум направил? Тоа. Сега ќе пишеме, ќе ставиме. Да. Добро, и така од ден за ден до конечниот овој продукт што го извадивме. Па добро, сепак тоа е во живо, нели, представа е која нема камера, не можеш да го забележиш што е момент па да го повториш утре пак, значи импровизатор на сцена. Александра? Има ли други женски во Не. ваша? Вие сте единствена.
Што беше најтешко баш за тоа сакам да прашам како едно тоа? женско помеѓу се. Тоа беше најтешко. Беше едино женско. Како не беше? Другачка ти? Добро, имам Владо Дојчиновски, ама не е женско. Дојдете ќе видите, не е женско официјално, ама Ако другарка негова ми е. улога е другарка, тоа не значи дека е женско, не? Да. Имаме така другарски сцени со Владо, ама не е женско. Добро. Најтешко ми беше, па не знам, веројатно битолскиот дијалект, затоа што на битолски зборувам. И јас сум таква, сакам да знам Ајде да дека тоа е слушаме точно. некој момент. Леле, Да видиме битолски како звучи, ради битолскиот, не ради друго. леле, жити Госпо, немој, не можам сега, не сум сконцентрирана на битолски да говорам. Вежбав многу битолски затоа што сум таква, сакам да знам дека тоа е точно. Сега нормално битолчани ќе најдат грешки, не знам Сигурно, што. да. Но со битолчани вежбав и тоа ми беше и интересно во исто време затоа што многу се смеев, ама и така технички потешко. Да. Затоа што кога ќе кажеш нешто кое што е сосема, не знам, литературно, одма боде уши. Так. Марко, со оглед на тоа што сакаш комедија, некако тоа ти е што би кажале фах. Имаш ли особа од македонската сцена? Од Дали имам? постарите актери. Нешто што ти е репер, што ти е идол. Некој на кого се огледуваш, на кого би сакал да бидеш. Не да бидеш како некој, едноставно некој кој ти е онак. Имав. Си имал. Имав, да. Значи, кога се запишав на факултет и кога ме праша професорот, покоен мој Кире Ристевски, кој беше декан на факултетот, Така? зошто, дечко, ти сакаш да студираш тука на драмски факултет? Јас му одговорив затоа што сакам да ја водам златна бубамара. Мислам дека таков одговор никој им нема дадено. Ме погледнаа дека малку Бледо. кај си дошол ти, дали си свесен? Што учиме ние одека? И јас отидов со навистина многу погрешно сваќање за тоа што значи да студираш факултет за драмски уметности и што значи да си актер. Какво сваќање имаше ти пред тоа? Па јас мислев дека ќе излезам на сцена, ќе направам 2-3 зајбанци, луѓето ќе се смеат, ха, аплауз, браво, супер дечко, ти си цар и ајде чао, ќе си одиш дома. И после кога ќе видиш на што си стапнал, во што си легнал, ау мори мамо. Не, значи таму навистина ми вродија љубов кон театарската уметност како целина, значи не само еден дел што е комедијата. Јас многу ја почитувам, се разбира. Вие реков, спомнавте дека тоа ми е фах, не ми е баш фах, ама ете да кажеме. Таа е најтежок жанр, убедливо. Нема потешко од комедија, добра комедија. А ефтина комедија може секој да направи, Да. по мене. Токму поради тоа и реков, затоа што она што ја имам прочитано за светските комичари, дали се актери, дали се на театарски актери така натаму или филмски, истото она се служуваат со тебе, најтежок жанр кој треба да се одигра или на филмско платно или на сцена театарска е комедијата. Колку и на нас да не звучи како публика едноставна, забавно, сите мислат дека тоа е многу лесно, но до самата изведба е многу тешко да насмееш некој толку многу за да те запомни и да го направиш на некој прекрасен и љубав начин. Па, Не, тоа е умешност. не, умешност е тоа што можеш да му удриш еден шамар на општеството или зависи На на фин која тема начин. зборуваш, на Точно. многу фин начин, значи Точно. дури самите да си се изнаспеат. Ние Да. тоа го правиме во нашата представа. Да. Баш таа тема ја опипуваме околу модерново општество, администрација и такви работи. Так. Александра, вие сте млада дама, за годините не прашуваме. Молам? Генерација ми е, значи генерација ми е. Точно, па и вие сте млада. Дознавме дека имате малечко бебе. Да. Да, и за тоа задоцнивме малку да ја поздравиме и сопругата и бебето кои се дома. Бурмата е тука, на пршчето. Затоа и малку почнеме малку покасно. Сакав Александра да ја прашам, како си го замислуваш животот како актер? Не знам. Женско, те очекуваат обврски, те очекуваат сите они работи кои, нели,
со тек на времето се доаѓаат. Ке треба да се омажеш, ке треба да имаш дечиња, ке треба да имаш ретник, обрски кои. Како се гледаш ти во? Не се гледам. Не се гледаш? Не. Се уште не се гледаш? Не, посебно не во тој дел со бебе, не бебе. Зошто? Така ми е далечна иднина. Ми е сега за сега ми е убаво. Тука сум го правам тоа што сакам да го правам и некако не сакам да се проектирам многу години напред, за да не ми се смени нешто во меѓувреме па да се разочарам. Најчесто тоа што го планираме никогаш не се случува, нели секогаш излегува нешто друго. А што имаш ти против бебиња? Не, апсолутно ништо. Против туѓи бебиња немам ништо. Така е. Дали имате амбиција оваа двајцата ќе ве прашам за некаде надвор? За некаде надвор, како мислите, за играње, за студирање, за Па за актерскиот дел, да. за актерскиот дел? Играте на некои познати театарски сцени, во познати театри, да би кажеме. сакале многу. Сите Каде би сакале. тоа Сите да го би сакале слушаме? да играат. Каде и што ви е, да кажеме, врв? Врв. Да. Врв. Што би било врв кога би настапиле сега? Не зборуваме за Метрополитен, да кажеме. Мислам, тоа е веќе нешто многу далечно, но што би било врв на она што вие сте си го замислили? Нели сите имаме некоја цел и за нас врв е да кажеме нешто сосема друго од соглед на тоа што е на Мирослав, да кажеме. Постигнување на одредена цел. Не, јас мислам дека врвот треба да е тоа што е нај. Јас мислам дека тоа е Водење на златна бубамара. А за Марко тоа е? Златна бубамара. Па добро, ги имате сите, ќе се надовржам на тоа, ги имате сите предуслови со оглед на тоа што сте кумановец и готово. Да, само тоа ти е Актер и предуслов. тоа Да си готово. кумановец и тоа е. Така. Со оглед на тоа што беше Тони првиот Тони, водител, па што Не, пред сега Игор. ќе ни ја земат, гледате што ни прават тука по Бубамари, им даваат на Скопје, ни на не знам како. Ние Болна тема му е. да, помня тема ми е. Посебно рано на сабање. Ајде Марко да те слушнеме. Што ти е врв, кажи? Што ми е врв? Што знам, некој мюзикал, мега хит, блокбастер на Бродвей. За мене тоа е врв. Скромен, навистина. Скромен. Една скромност, една убава. Скромно врвче. Скромно. Александра? За мене врв би било да играм во продукцијата на Punch Drunk театар од Лондон, кој што се така една алтернативна, огромна театарска компанија, кој што мене ми се феноменални. Така да тоа би ми било врв. Па дали тежнеете, дали одите на тоа, дали се трудите, дали работите на тоа да стигнете до Да, тоа? да им ги гледаме представите редовно. Во тексте со настаните. Да, во текст. Одлично. Ајде Мирослав, да видиме дали не очекува уште една комедија, уште некоја драма или во минатата емисија не изјави дека сега малку ќе стагнира и ќе што ќе работите ми кажа ништо. Дали во контекст, дали ќе режирате, дали ќе се вратите на актерството? Да, ние Ни би рече сакале да слушнеме. сега Да ќе слушнеме. одморам и баш и јас би сакала да слушнам што не очекува. Сега, откога завршивме со филмот, со представата, сега имаме еден филм во Скопје снимаме, завршувам на 7 и 8 ноември и после тоа нема да работам ништо, едно 2-3 недели да се одморам. Ќе одам во Истанбул, таму имаме запишано постдипломски студии да завршам нешто. Подоцна се враќаме тука и почетокот на новата година најверојатно ќе се работи ревизор во Кумановскиот театар, а таму ќе бидам актер. Како актер? Да, како актер таму. А за каков филм станува Се- збор? Станува збор за тајната состојка на Ѓорче Ставрески, долгометражен филм, убава урбана комедија. Сега се снима, се надеваме за 6-7 месеци ќе видиме премиера. Кој е врв за тебе, Мирослав? За мене Со оглед на тоа што и си улога на режисер да и научам улога на руски актер. и да играм во некој руски театар, па макар и на Сибир. Да научиш руски? Да. А дали имаш познавање од руски сега за сега? Немам, сега имам познавање само македонски и турски. Уште руски ми фали. Па добро. Сега тука некаде, пошто ете веќе некаде сме на крајот, да кажеме кој ви се што е следното како актери од вас, што да очекуваме, каде ќе ве гледаме? Имате ли веќе следни проекти, имате ли веќе нешто најавено во иднина? Или и вие ќе Мојот се следен одмарате проект малку? Не е тука, Каде? во држава. Ќе биде на Малта во јануари, 10 дена. Како Што ќе се перформанс. случува таму? Ќе се работи еден перформанс на еден од големите коледжи кои ги има таму, не знам, ова е Сейнт, некој си светец, затоа што тие се сите по светци именувани, нели?
Јас само знам дека ќе одам таму и баш би сакал да видам како се работи. Значи Да. на друго место. Убаво освен искуство, во- ново искуство, да. Да се надевам. А повикан си таму или како преку нивна организација се оди? Па режисерот е наш човек од Куманово. Добро. Ненад Алексовски, кој е таму веќе неколку години. Мгм. И Јас повикан лично си од него негова познавам, страна. но стапивме во контакт, да, и тој ме повика. Одлично, Александра. Најверојатно последнова година, нели, ако се почне ревизор, Да. таму ќе играм, така да тоа е тоа што Ќе го бидеш знам. ангажирана Да. во ревизор, да. А како тоа сите знаете дека ќе играте во ревизор, некој тука не знае дали Па ќе некој има бебе, некој не. Некој нема. Некој има ревизор, некој има бебе. Не може сега сите да имаме. Во секој случај, еве, од режисерот знам дека ќе бидете благовремено известени. И рано е плюс за тоа. И многу е рано на Сабајле. Да. Така беше. А јас ви благодарам што станавте толку рано, што одвоивте време да ни гостувате. Се надевам дека ќе имаме повторно простор, прилика и време, сигурно, да се видиме, да се дружиме, да ве гледаме во нови проекти. И би ми било многу драго кога би можела да дојдам на Златна Бубамара и повторно да видам, да уживаме со некој наш кумановец. А само не знам за какви скопјанци станува збор, што ќе ни го земат. Јас не сум во текстот, таа многу би А, сакала. па последната Златна Бубамара не ја водеше Кумановец? Така ли беше? Па така. Половина. Пропушти. Па Чека, добро, нели, тоа е. Сашко, Пола. Значи тоа му е, демек, еве ви ја препуштам сега на вас. Ние Кумановци тука направивме хит бум. Ја Па, прославивме Златна Бубамара, еве вие сега вие малку спуштете, па ние пак ќе доеме кај вие. Всушност, Ќе ви ја да, дигнеме. јас мислам дека поентата на Сашко беше да покажат колку ствари не знаат, колку ствари ние сме. А, може да. Тоа беше поентата. Еве да видите како изгледа Значи тоа. сакате Ај 10 се- години, сакате еве ви бе една година и што направивте ништо. Ајде друга година. Вежбајте. Така. Моите денешни гости беа Мирослав Петковиќ, актер и режисер на представата Идиоти, Александра Михајловска и Марко Трајковиќ. Така беше? А. Да. Актери во истимената представа. Благодарам уште еднаш. Се најубави имате убав ден. Почитуваме гледачи, тука е крајот на денешното издание на Нов ден. Се гледаме од понеделник повторно во исто време.